Ајде здраво живо, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Голем поздрав од нашиот тим од комплексот Златно буре Кучково. Токму тука недалеку од Скопје на 20 минути само возење од центарот на градот, доаѓате во една прекрасна природа, разбудена природа. Значи, разлистани дрвја, цвеќиња, мириса на чаеви. Значи, се е прекрасно. Одмор за душа и за срце. Значи, овде можете да дојдете од понеделник до понеделник. Не е важно кој ден. Драги мои, и ние исто така со екипата на Алфа телевизија Вкусот на традицијата си уживаме овде. Овде ќе креираме и се подсетуваме на многу рецепти, се подготвуваме за емисијата и така натаму, за нешто здраво и вкусно, впрочем како и за денешната емисија. Значи, денеска ќе ви направам мусака со палента и мелено месо. Па тоа да ви кажам како всушност се досетив на оваа рецепта. Многу пати, пошто јас го сакам, практично ми е меленото месо, како и секогаш што го имам во ладилникот, некогаш ќе ми снема компир. Или ќе имам 2 компира останато во фрижидерот, зашто попрво немаш со 2 компира да направиш мусака, или нема модар патлиџан, нели? И да ви кажам, кога барав на интернет, значи вакви рецепти, со што може да се направи се мусака. Значи може со модар патлиџан, со тиквица, со компир, она стандардната, но можело и со палента. Една здрава мусака, убав семен ручек, можете да добиете, ама за многу кратко време. За да направите оваа мусака, еве за 4 члена семејство, или ако сте повеќе и 6 мина, можете да ја дуплирате дозата. За оваа мусака вас ќе ви биде потребно 400 грама мелено месо. Ако сте 6 луѓе, ставете 600-700 грама мелено мешано месо. Една пиперка ситно сечкана, 1 кромит ситно сечкан или рендан, една китка макдонос, пире 200 мл од патлиџан, дали е салца, дали е томатело, што имате тоа ставете или изрендајте патлиџан. 250 грама палента и 750 мл топла вода. Ќе ви треба масло и за пржењето на месото, и масло ќе треба околу 1 децилитар во варењето на палентата, лажица црвен пипер, орегано, бибер, сол, буковец и мешан сув зеленчук. Да преминеме на работа, на акција. Прво што ќе направиме, се подразбира, ќе ставиме масло во тавчето. Масло и ќе го ставиме меленото месо, прво убаво да се испржи, а потоа го додавам кромидот. Значи, меленото месо го пржите, се додека не му испари водата што ќе ја пушти. Еве веќе останува без вода тука, на масло, значи. И сега додавам сол. Сол, ги редам сите зачини. Бибер, мешан сув зеленчук, така, и сега ќе ја додадам и пиперката и кромидот. Сега ја додавам, значи, пиперката. Можете и лутка да ставите доколку јадете луто, уште поубаво ќе биде. Така.
Ја ставив рендан кромит внатре и се губаво мешам во текот на пржењето, се да се изедначи. Значи, кога ќе омекне пиперката, кога ќе омекне кромидот, тогаш додавам оригано, црвен пипер, додавам томатело или сос од домати или салца и филот ќе биде готов. Морам уште малку масленце да му ставам. Така. И на крајот, во потребните состојки, не ви кажав дека треба ситно сечкан макдонос, заради тоа што некогаш имаме, некогаш немаме макдонос. Ако имате макдонос, нема да го ставите во филот, туку во водата која ќе врие за палентата да ја сварите. Или можете да ставите, ако имате некое ливче спанак, некое ливче блитва, штаве, што да имате зелено. Да. Значи, всушност, улогата е на спанекот да даде една разиграна боја црвено-жолто, нели, тоа е зелено-жолто. Треба скроз да испари водата. Ќе му додадам сега оригано. Така. Малку буковец. И ќе пробам за сол да видам дали е доволно. Таман. Ми се фати едно пиперче и тоа е шо младо, кревко. 2-3 минути на него му е доста, затоа што после ќе се пече. Нели? Ете така. Сега ќе го ставам црвениот пипер, една плитка лажица, така. Ете така. Промешувам. Ете така. Како добро мириса. И сега ќе го ставам сосот од патлиџани. 2 децилитри. И ќе го оставам едно 10 минути вака да си покачка. Додека ја сварам палентата. Зошто? Затоа што треба истовремено да се вари палентата и да се прави филот. И исто така што сакам да напоменам. Можеби некој нема рендан кашкавал дома. Јас ако ви кажам дека во потребни состојки е неизбежно да се стави рендан кашкавал, ќе речете не можам да ја направам мусаката, немам рендан кашкавал или е скап нормално, секој не може секогаш да купи кашкавал, но ако ви се наоѓа дома било какво парченце кашкавал, или што си мачкате лепче, путерче, маргаринче, со парче кашкавал, чајче, млекце, како и да е, ако ви се наоѓа, можете да изрендате
да ставите одозгора. Значи, затоа и ви велам дека магданосот и кашкавалот се доколку ги имате. Иначе со оваа тепсија навистина 4 луѓе богато ќе најадете. Со 400 грама мелено месо. За секој во порцијата 100 грама месо, а толкава ќе биде полна. И покрај се знаете колку е здрава палентата, колку е високо енергетска храна, полна со влакна, не содржи глутен. Сега повторно ќе пробам за сол. Ау, каков е филот. Прекрасен. Ау, и ориганото вака разви. А буковецот малку лут, па му дава некоја нота лутка, така, мераци. Еве го. Ова е веќе готово. Го тргам настрана, го ставам на даската. Така. Сега за час ќе ја направам и палентата. Ја ставам водата. Можам и со истата дрвена лажица, но ќе ми треба додека таа врие, ќе го ставам тука. Да го насечкам макдоносот. Пола китка ќе искористам. Ова. Другото ќе го ставим и искористиме за нешто друго. Сега ќе го ставам веднаш во водата. Така. И во водата ќе ставам исто така околу 50 мл масло. И многу малку сол. Така. И сега ќе чекам да почне да врие. Само што ќе почне да врие, ја додавам палентата во тенџерето и не мора да чекате вие палентата да почне да ви прска дека треба 2-3 минути. Знаете дека она за 2 минути се вари. Само што ќе почне да се згуснува пред да почне да прска, веднаш го тргате тенџерето и го ставате половина од составот во тенџерето во тава, дали земјана, дали плехана, чингана, не е битно. И го ставате филот од озгоре и повторно втората половина од палентата го затворате филот, од озгора ќе ставиме рендан кашкавал, јоди во рерна, прстите да си ги излижете. Еве сега ќе искористам оваа дрвена лажица. Го ставаме прво макдоносот за тој да се свари. За да се свари, ова можам веќе тука да го ставам на една салфетка. Ете така. Ова ќе оди вака. Само што ќе почне да врие и веќе можеме палентата да ја додадеме. Еве, почнува да врие. Гледате како вади меури горе? И таман сега ќе си скипне макдоносот. Тој му треба, нели, да омекне. И сега почнувам со палентата. Еве. Таман. И сега морам брзо да мешам. Како убаво мириса макдоносот. Можете и путер да ставите наместо масло.
ќе исклучам. Така. Нешто ми се направи по некое топче, ама добро. Да. Тоа е затоа што можеби дрвената лажица не ми беше соодветна, требаше поширока да земам. Секој од нас прави грешки. И се следен пат ќе знам дека погрешив и нема да направам така. Добро. Но тоа секако ќе биде баш како прав качамак. Еве, тоа е тоа. Сега ставам доле. Така. Малку брзо ќе работиме. Уште малку. Така. Сега го истурам филот. Како убаво мириса. Ау. Сега го додавам и остатокот. Можам вака на средина или ајде вака. Помалку. Здрав ручек. Ова ви е вистински квалитетен здрав ручек. Така. Сега ќе го распределам вака. Уште малку да изгребам од тука. Ајде. Секаде да има. Се од озгора ќе му ставам и рендан кашкавал. И во редна на 200 степени, кога ќе почне да крчка, не повеќе од 15 минути, затоа што се е сварено. Испржено е месото, зеленчукот. Така. Одлично. Сега му го ставам. Редната е пуштена. Вие гледате Вкусот на традицијата, драги гледачи, се гледаме откако ќе испечам ова мусака од палента, а вие останувате со нас да видите со што ќе ја послужиме. Ќе направам салата, нешто интересно, можеби со ова ќе ми оди некоја жетварска салата, залучени пиперчиња, како и да е, едва чекам да се испржи и да ја пробаме. Се гледаме. Драги мои, значи, ова е таа мусака што јас ја препорачувам, затоа што ова е убавина невидена. Значи, здраво, не е толку многу калорично, и со палента, и мелено мевце. Еве, па што добро. Чади. Што добро се извади од тавата. Леле, чеки и ова да не ми остане од тука.
колку е ова вкусно. Леле, колку е вкусно. Се топи во уста. Се топи во уста. И горе е малку крцкаво, затоа што му ставив, нели, малку кашкавалче, ами да немаше кашкавалче, пак ќе се подпече палентата. Значи, не можам да ви кажам, опиена сум од убавината на оваа мусака. И решен проблем, нема компир, нема тиквица, сигурно имате по некоја кеса, палента или пченкарно брашно во шпајзот или во кујната. Многу лесно ова можете да го направите и да уживате во овој вкус, драги мои. Ве поздравувам до следната емисија, верувам дека ќе го направите оваа мусака, испратете ни фотографии на Facebook да видиме како ви излегла, дали ви се допаѓа, дали не. И на крај ве поздравувам со мислата една која што секогаш ми се врти низ главата. Најмокната кариера на една жена се здрави деца и мокна фамилија. На здравје, до следната емисија.